Отворената контактна програма Студио Плюс, почитувани, која знам и сите знаеме со нетрпение ја очекувавте, еве веќе започнува денеска, понеделник, 8 февруари. И започнува токму онака како што не сакавме ние, туку како што сакавте вие. Нешто премиерно, нешто ексклузивно, нешто, ајде да не се расфрламе со епитети како бомбастично, но сепак во студиото на Телевизија Плюс, како што ветивме не само на социјалните мрежи, е човекот кој крева многу прав и не само по социјалните мрежи. Тој е бивши функционер на СДСМ, бивши општински функционер, член долгогодишен на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сегашен адвокат Виктор Божиновски, пардон, можеби требаше да кажам Бошко М. И веднаш да ја расчистиме таа. Дали е дилема, дали е обвинување, што и да е? Дали си ти, Викторе Бошко М? Најпрвен добро вечер и благодарам за поканата во Телевизија Плюс. Да расчистиме таа дилема веќе еднаш за секојаш и за сите ваши гледачи. Значи не, јас не сум Бошко М или Бошко М, како се представува, не знам кој е навистина човекот. Очигледно е дека неговите статуси на социјалната мрежа Facebook се доста интелигентни и очигледно се работи за некој човек кој што ги познава работите во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, особено во општинската организација на СДСМ во Куманово. Меѓутоа, тоа навистина не сум јас. И неколку пати ме прашува и од различни структури во Социјалдемократскиот сојуз во Куманово, дали тоа навистина сум јас. Значи, еднаш за секојаш да расчистиме дека Виктор Божиновски не е Бошко М или Бошко М, како сакате да го кажете. Меѓутоа, неговите ставови во добар дел се добар репрезент на оно што се случува во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во општинската организација Куманово. Ја држи ли тој тезата дека социјалдемократијата не само во Куманово, а особено во Куманово, отиде каде? По ѓаволите? Па не отиде по ѓаволите, не би се сложил со таква работа дека социјалдемократија во Куманово отиде по ѓаволите, меѓутоа добар дел од некои наши членови, кои што очигледно знаете дека сега изборна година, ова година ќе се бира нов градоначелник на Куманово или ќе остане стариот градоначелник на Куманово. Па што? Не влегувам во таа работа. Меѓутоа, некои негови ставови очигледно се дел од познавањето кои што човекот ги има во организацијата и односите во структурата на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово. Како да му е криво, јас имам личен впечаток кога ги читам неговите статуси, како да му е криво што чинам дека припаѓа на старата гарнитура, како што вие од Социјалдемократскиот сојуз љубите да кажете, припаѓа на некоја стара гарнитура, па му е нанесена некоја неправда. А кога велите вие неправда во СДСМ, дали тоа се однесува дека не сте лапнале некоја позиција? Дали секогаш суштествено мора, ако сте членови на една партија, да добиете позиција на директор на некоја јавно предпријатие за да бидете задоволни? Одлично прашање. Значи, ја кај неговите ставови што ги објавува на Facebook не препознавам дека е представник на некоја стара структура, затоа што, еве сега, кога зборувате вие за некои под наводници лапнати функции или структури во предходната раководствена структура на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово. Значи, јас сум бил и секретар на општина Куманово, и директор на јавното предпријатие Водовод, и раководител на правниот сектор. Така да, тука више не е прашање дали некој имал некаква функција или немал. Мислам дека човекот има во овој момент, значи тоа е, зборуваме за некои 7 години подоцна. Јас, да кажеме, излегов од јавното предпријатие Водовод 2013, а од општина Куманово 2018 и во последните 2 и повеќе години сум адвокат. Така да, очигледно има некои нови познавања или некои нови информации за состојбите во општинската организација во СДСМ, кои што можеби дури и јас ги немам во некои статуси
ме изненадува. Сега сте лажно скромен, вие многу добро ги познавате, работите во СДСМ. Ма ја многу добро ги познавам, работите во СДС, меѓутоа јас сегогаш ќе знаете дека кога Виктор Божиновски пишува некаков статус, било каков, или за Социјалдемократскиот сојуз во целина како партија, или за Социјалдемократскиот сојуз како општинска организација во Куманово, сегогаш се представувам како Виктор Божиновски. И тука не треба да има никој дилема дека Виктор Божиновски никогаш нема да каже ништо друго освен како Виктор Божиновски. Да, па вие како Виктор Божиновски впрочем го дирате диро. Зошто? Какви се вашите односи? Има ли потреба граѓаните да слушаат, да гледаат еден бивш раководен орган на едно јавно предпријатие, силно, водечко во градот, како се условно кажано препукува со сегашниот од несвидлък, викаат сите. Не би го јас тоа така нарекла, нити би зборувала за господин Горан Стојковски, бидејќи не е присутен сега поради протоколите, инаку би го повикале. Но некако е... И апсолутно се слагам дека може да го повикате. Ја да разговарам лично со него на ваква дебата, меѓутоа... Може кога ќе помине пандемијата, сега немаме услови. Не е проблем, меѓутоа... На што се должи вака, видите, вашиот бес? Јас со мојот наследник во јавното предпријатие водовод, господинот Горан Стојковски, имав изморени односи. Особено на линија, на спортска линија, бидејќи тој е навијач на Партизана, ја на Црвена звезда, секојдневно имавме некаква комуникација во тие работи. Меѓутоа, проблемот настана во моментот, односно 2-3 месеци после моментот кога тој стана директор во јавното предпријатие. Значи, од тогаш човекот не знам по кој основи и од кои причини не сака да комуницира со мене како поранешен директор, да земе некој искуство, може би и лошо искуство, не е важно, да го исправи. Очигледно е дека он иде на варијанта купи вода, продај вода, дај плата. И ништо друго. Значи, он е директор скоро 8 години на јавното предпријатие Водовод. За 8 години, ја колку што знам, ако грешам, нека некој ме исправи, јавното предпријатие Водовод нема изградено една мрежа, 1 метар водоводна мрежа, 1 метар канализациона мрежа, зборувам од сопствени средства. Се фалат со водомери кои сега читаат по 5-6 денари месечно, зашто ја ги гледам сопствените сметки, не за друго. Водомери кои што истите тие јас како директор ги одбив во 2010 година, затоа што единствена цел нивна беше читачите на водомери да не влегуваат во станови, него од надвор ги читаат. Ама тоа е проблем. Јас побарав тогаш, за разлика од 10 евра од водомер, кој беше поскап, prepaid водомери. Тоа значи, купите 3000 денари, prepaid, толку потрошите. Кој ќе снемате, повторно купите. По тој момент, наплата на јавно предпријатие Водовод е 100%. Значи, она што се продаде како ваучер од 1000 денари, секој мора да го искористи до крај и да купи нов, ако сака да има вода. И ваквите водомери сега што се поставени 10.000 во Куманово, по моја информација, повторно им возможуваат полесна работа на читачите, тоа не е спорно, меѓутоа немаат никаков дополнителен бекграунд за повеќе средства во Водовод, освен тоа што не влегуваат дома кај вас. Може да ви читаат од пред зграда. Ја барав да се стави prepaid водомер, не знам колку беше цената, може би беше 10 или 15 евра поскапа, меѓутоа, кога ќе го купите ваучер, купите 3-4 денари, кога ќе ги истрошите, тогаш ќе купите нов ваучер. И тогаш наплата на Водовод ќе биде 100%. Много едноставно. Јасна ми е вашата позиција менаџерска во тој поглед, но 22 милиони евра швајцарската чинам агенција за развој донираше, даде, како сакате кажете го тоа, за нашата прочестителна станица.
Не. Да, 22 милиони евра. Не, ќе ви кажам точно. Значи, нашата пречиствателна станица која влезе во работа кога јас бев генерален директор на јавното предпријатие Водовод. Просто ми иде да ве прашам сега, куде су паре? Нема Ако се куде су пари. 22 Ама не, милиони куде су евра, пари. што се случува со нашата пречистителна станица? Не знам во овој момент што се случува со пречиствателна. Знам додека јас бев директор. Легна ли тие пари на сметката кога? Не, тие пари не легнуваат на сметка. Значи, за пречиствателна станица беше врзана со кредит од Европска банка за обнова и развој, кој беше 4,5 милиони евра и кој што мислам дека е вратен, сега не ме држите за збор, Добро. мислам дека е вратен, и од кои 10 милиони, околу 16 милиони евра, беше донација на швајцарската агенција за Значи, во право сум, така, за развој. точно, тоа е точно, апсолутно е точно. Значи, беше донација која беше врзана со овие 4,5 милиони кредит, бидејќи видите, ако ви даваат грант, односно бесплатни пари, да направите пречиствателна станица. Какви се тие бесплатни пари? Не, Не пари се се бесплатни неповратни. пари. Неповратни, така е, па грант, добро. Не се неповратни, меѓутоа во тој период тие беа врзани со овој кредит што ви го зборувам од Европска банка за обнова и развој од 4,5 милиони евра. Тој кредит се враќаше, значи, и во време на покојниот директор Станко Ќурич, и во време на мојот претходник Горан Митевски, и во моје време, и во време на актуелниот директор Горан Стојковски, тие, значи, имаше 2 полугодишни ради од околу 200.000 евра во просек. И сите беа враќани нешто покасно, нешто, меѓутоа мислам дека во овој момент сите се вратени. Значи тоа е исплатено. Вие не можете да добиете пречиствителна станица ако не земете кредит за да направите канализација која ќе ја води таа вода до пречиствителната станица. Инаку нема никаков смисол градење на пречиствителна станица ако немате канализација која ќе одведе отпадните води до пречиствителната станица. Зошто граѓаните велат дека пречистителната станица не работи, не функционира? Тоа беше клучното прашање. Не знам во овој момент дали прашање. функционира или не функционира, значи ја таа информација во овој момент ја немам. А ја имате информацијата дека следуваат, зошто сме ние должни граѓаните кога било која партија постави директор на јавно предпријатие, на било која институција, како што е водостопанство, например. Зошто сме ние граѓаните должни да слушаме како сопартијците помеѓу себе од милион причини? Не мислите дека е дегутантно еден директор на водостопанство или некој од спротивниот табор, затоа што има табори, вие сте свесни на тоа дека има фракции. Зошто сме ние должни да слушаме постојано, а никогаш да не добиеме одговор, во чија надлежност е одржувањето на водостојот на реките во Куманово? Па едни велат на општина, други велат на водостопанство и така се создава еден магичен круг од обвинувања од кој што на крајот граѓаните го јадат. Знам за што зборувате. И стапот и морковот. Не го јадат и стапот и морковот, значи тука не се оправо. Тоа не е ни ваша должност да знаете, ниту ваша вина ако не знаете. Значи, има одредени водотеци кои се во надлежност на општина Куманово и кои што поминуваат низ општина Куманово. Има одредени кои се во надлежност на јавното предпријатие, мислам сега дека акционерско друштво водостопанство Кумановско рибарско поле. Да. Ја тука имам еден поголем проблем. Ја не знам зашто сите и од едната и од другата страна мораат да објавуваат на социјалните мрежи дека направиле нешто која всушност е нивната работа. Браво за ова. Затоа што се партиски ботови. Ама тоа не е, ја не го кажувам тоа како, не го кажувам злонамерно. Па не. Ја го кажувам тоа со најдобра намера дека... Како викам, обвинуваме некој дека е партиски бот, ама не е злонамерно. Не, добронамерно ви викаме партиски ботови. Не, јас зборувам моја позиција. Вие можете како новинар од ваша позиција. Јас од своја, да. Значи, и општина Куманово и акционерско друштво Водостопанство Липковско Кумановско поле имаат одредени
водоотеци кои се во нивна надлежност, во една или во друга надлежност. Во овој дел, да кажеме, општина Куманово се знае кои се тие водоотеци на територија на општина Куманово и кои ќе треба таа да ги одржува. И тоа не е спорно. Се знае и кои се водоотеците на Кумановско-Липовско поле. И тоа ништо не е спорно. Сега, на вас ви е спорно? Тоа е иста работа, јас како адвокат во овој момент Тоа сакам да кажам, да. објавувам секој ден. Го добив овој случај? Да. Апсолутно. Тоа значи тоа по мене и еднаш кој објавив на социјалната мрежа Facebook дека тоа по моје видување не е окей. Не, во право сте. Не може да се фалиме со она што ние секој ден на работа. Значи, не зборувам ни за конкретни луѓе, не зборувам ни за конкретни водоотеци. Меѓутоа, во овој случај, ако прашувате зашто ние граѓаните, па ние граѓаните, не само вие, и ние граѓаните плаќаме. Ми. Добро, ако сакате и Кумановски може да зборуваме, не е проблем. Ми граѓани плаќаме. Има една ставка кој се вика во Законот за одржување на води, кој се вика загадување на отпадни води. Значи, по закон, загадувачот плаќа. Сега да не ви објаснам. Кој загадувачот плаќа? Кои инспекцијски служби ги знаете дека ги казниле загадувачите, се угушивме. Сакате да Синоќа беше 370. Сакам да видам отворен. Па зашто? Па добро, окей. Зашто рековте дека ова е окршај односно на македонски како би му дошло? Пресметка. Па пресметка. Ајде да пресметаме, да бидете отворен. Да пресметам, одлично, важи. Секој ден во моето семејство тројца луѓе, барем еднаш или два пати, одат во купатело. Или во нужник. Добро, да. Затоа ние стануваме загадувачи, согласно законот. Овој закон не сме го измислиле ние во Македонија. Овој закон функционира во цела Европска унија, Македонија само го аплицира. Затоа ние плаќаме дополнителни средства за одржување на пречистилна станица, затоа што сме загадувачи. Аха, мислите од тој тип загадувачи. Од тој тип загадувачи. Добро. Од тој тип загадувачи. Затоа цената е поголема од физичките, е поголема на правни лица е поголема. Затоа што има поголемо загадување. Сега, не знам како попросто да ви го објаснам, веројатно ме разбравте што сакам да ми кажам. Како не. Јас мислев зборувате за загадувачи на животната околина и затоа ги споменав. Сите ние сме загадувачи. Сите ние сме загадувачи. И јас и вие и сите граѓани на Куманово сме загадувачи. Тука нема никаква дилема. Тоа го кажува законот, ние не сме го измислили тој закон. Ние сме го препишале од Европска унија, односно Што можеме ние да измислиме? Што ние измислуваме? Ние не измислуваме во моментот ништо. И тоа е можеби најголемиот проблем. Топлата вода? Да, тоа е проблем. Апсолвиравме, измислена, и топла, и ладна, и загадувачи. За се сме ние виновни. По мое каква бирократија е, цена на вода, цена на се. Па не, видите сега, цената на вода, цена на од водостопанство према водовод, од водовод према Куманово, према граѓаните. Да кажем, од Куманово газ према водовод. Сегде е намалена. Значи, сите ниво е намалена. Сега е проблем, зашто ние ништо не измислуваме со тој вишок на пари? Тоа е проблем. По мене тоа е најголемиот проблем. Имаме вишок на пари сега, односно во време на 2013, бидејќи мојот наследник љуби на секоја седница на совет или на секоја координација на советничка група да каже овака било во 2011 или во 2012 година. Ама сега не кажува сега како е. Не кажува дека има огромна разлика помеѓу она што јас сум платил и она што он плаќа. И сега затоа луѓето мислат дека има сериозно некоја голема разлика. Добро. Да одиме сега во друга насока. Многу ме интересира што мислите, што е тоа СДСМовска ВМРО-вштина? СДСМовска ВМРО-вштина. Што е тоа контролирана левица? Кој ја контролира левицата? Левица не може никој да ја контролира. По моје видување, левица е... Ја не викам, ништо не зборувам за луѓето во левицата, значи како политичка партија. Зборувам за првите луѓе на левица. Значи, срамота е лидерот на левица, кој што е професор
по право, професор на правен факултет, мислам дека во Гоце Делчев во Штип, по римско право. На неколку статуси да објавува некои работи кои што апсолутно не ги познава, бидејќи е професор по римско право. Ја до тука, до негде може да го разберам, меѓутоа не може да го разберам дека не знае дека во кривична постапка, ако немате вештачење колку ви должи обвинетиот, он бара да му се на него плата 30.000 евра. Апропо тоа, јас бев оштетен во случајот прислушкување, Таргет тврди на предметот, и бев како во Основниот суд Скопје 1, бев како оштетен на покана на сега веќе јавното обвинителство на Република Македонија, бидејќи СЈО више не постои. По мене тоа е грешка, меѓутоа тоа е некоја друга тема. Бев повикан, сведочев, дознав 2 дена претходно, иако побара уште од 2017 година, да добијам информации дали ми биле прислушкувани еден од двата мобилни телефони. Добијам информација дека сум бил прислушкуван 7 години, незаконски. Додека бевте носител на функцијата Додека бев председател на СДСМ Куманово, директор на Водовод, па се до периодот кога се вие сеќавате и нема потреба пред Кумановската јазда нешто да криеме, се до моментот додека не отидов на издржување на казната која што ја добив. Значи 7 години сум бил и на двата мобилни телефони под надзор на некој. Во тој момент таа структура што била на власт, а обвинети беа Саша Мијалков и Гордана Јанкуловска, поранешниот директор на УБК и поранешната министерка внатрешни работи. И сега, значи ја нормално кривична постапка, кога немате штета, кога не знаете која е висината на вашата штета, побарате од кривичниот суд да ви упати во граѓанскиот суд за да барате штета. Па со вештачење се утврдува колку е тоа штетата. Сега невозможно е овој да бара 30.000 од Левица, да бара 30.000 евра, на основа на што? Он мисли дека толку бил повреден. А вие колку побаравте? Ја побарав судот да ме упати во граѓанска парница. Преку граѓанска парница да ги добиете своето право. Дали е правдата спора или слепа во РСМ? И вие ли сте еден од оние кои избегнува да каже Северна Македонија, па вика во нашата земја? Не, ја увек кажувам во Македонија, не кажувам ништо повеќе, ништо поволку. Значи, добро. Во Македонија, дали е правдата спора или е слепа? Или и двете? Мислам Ма ништо е слепа, па е и спора. Не. Малку е спора, меѓутоа мислам дека некои предмети кои што гледам дека видите, у тој случај имаше 20 судички суди, били поголем случај, односно кривичното дело предвидува казна над 10 години. 20 судички суди кои мислам дека тој предмет ќе го истераа до крај. Таков печаток ја добив кога бев како сведок. Значи не зборувам сега како адвокат, туку како сведок оштетен. Во тој случај мислам дека правдата ќе се задоволи, меѓутоа најголемиот проблем е што нема да одговараат за паричните последици, нема да одговараат ниту Саша Мијалков, ниту Гордан Јанкуловска, кои ќе одговара Република Северна Македонија. Екипа. Не, ќе државата ќе одговара. Да. Тоа е проблем. Сега, тоа е она што мене ми пречи. Тоа да се случило, не знам, пред 2-3 години, кога ја барав во 2017 информација од СЈО дали навистина сум бил прислушуван, ја доби информација во 2020. Тоа беше многу споро, тоа се споро одвиваш. Некои сегменти од тој дел не функционираат онака како што треба да функционираат. Иначе да ви кажам, кога ја гледам како функционира правдата во Основен суд Куманово. Како? Можам да кажам дека 90% од судиите апсолутно се професионалци, апсолутно немаат неподмитливи, некорумпирани. Апсолутно. Соработуваат. Со кого соработуваат? Па со останатите чинители на значи, функционира правниот процес, да. Нормално онака како што треба да функционира судскиот систем во некој основен суд. Ово е Кумановски основен суд. И во овој момент мислам дека не знам сега за другите, знам за Скопје, знам за
Видите, во Велес имате сериозни проблеми. Не може да се најдете кај е судија. Испомешани се обвинители, и суди, испомешано е све живо и диво. Овдека во Куманово барем знаете кај да го најдете судијата што го барате. Кога треба да отидете, барем знаете кај треба да отидете. Значи, во последните 2-3 години Основниот суд Куманово функционира на ниво на кое што треба да функционира некој Основен суд во Македонија. Значи, тоа е така како што треба да биде. Не е овдека дека јас сега фалам некого во Куманово или напаѓам некого во Велес. Па, ако меѓутоа, треба тоа е да ги реално. фалиме и да ги напаѓаме, Да, и да. тоа ќе го сториме. Добре, не е проблем. Добро, адвокат Виктор Божиновски, а бивши функционер на СДСМ. Добро. Какви се вашите аспирации? Не само затоа што ова е изборна година. Размислувавте ли некогаш во животот да се кандидирате за градоначалник? Што мислите за сегашната ситуација? Зошто досега само Максим Димитриевски, актуелниот ни градоначалник, или како што многу сакаат да го викаат таткото на градот во секоја општина, нели? Популарниот назив за градоначалници, мислите ли дека ќе нема конкуренција, па затоа ќе победи? Или ќе нема доволно силна конкуренција? Досега никој впрочем не ни обзнани дека ќе му биде против кандидат. Не. Каков кадар имаме? Прво да почнеме ова што го прашавте за мене. Да. Значи, на 26 мај оваа година мене ми завршуваа сите пречки за кандидат за било која функција во државата. Добро. Со оглед тоа што сум имал претходно други пречки, на 26 мај оваа година, значи неполни 4 месеци, мене ми завршува сите пречки. Дали ја ќе се кандидирам за некоја било која, не зборувам за сега за градоначалник, за пратник, за било што, за било која функција, Да. ќе бидам апсолутно законски овозможен да може да се кандидирам за било која функција, меѓутоа мора да кажам дека се уште не сум размислувал на таа тема, иако некои мои пријатели така прилично жестоко ме убедуваат да идам на некоја функција. Меѓутоа не е тоа во овој момент сега, тоа е помалку важно. Добро, а за некоја друга Не функција? мислам дека актуелниот градоначалник нема да има конкуренција. Очигледно е по социјалните мрежи вие гледате дека има не еден, него повеќе кандидати кои што преку повеќе социјални мрежи, преку повеќе профили на една мрежа, преку, не знам, 3-4 профили на Facebook, неколку профили на Што? Што сакате да кажете со тоа? Кој? Сакам да кажам дека веројатно актуелниот градоначалник Максим Димитриевски ќе има барем едно 3-4 кандидати Ке има? од Социјалдемократскиот сојуз внатре во партиската процедура. Дали мора да се запази таа процедура или не е Видите нужно? сега, ако зборуваме отворено, Да? на крајот на крајшта Зоран Заев ќе одлучи. Да бидеме искрени тука, да не се нормално дека... Па ако одлучи Зоран нормално Заев, дека тогаш има- се шушка дека Оливер Илиевски ќе не биде градоначалник. Не знам јас тоа што се шушка. Како Ја не знам, знаете, немојте сега, ве молам, немојте. Немојте. Не, добро. Немој. Дека- Среќа носите маска, па не се Ја реков- видеше ироничната насмевка. Не, ама- ја не реков дека Оливер Илиевски нема да биде кандидат или нема да се кандидира. Него не знаете Ниту- што се шушка. Ја не знам што ќе одлучи Зоран Заев. Тоа ви кажувам. И па јас знам. Не може да знаете. Како може не да може? знаете, затоа што никој не знае тоа. Има луѓе што знаат се и што можат се. Јас знам дека доколку вие ми кажете дека Зоран Заев одлучува, тогаш во Куманово идниот градоначалник е Оливер. Па зарем тоа не е очигледно, не само по социјалните мрежи? Ама вие ова од вашите школски другари го дознавате? Апсолутно да. И па ако е Значи така. од прва рака. Онда ако е од прва рака, онда и јас се сложам, не е ништо спорно. Да не го дирамо мечко. Па добро, нема проблем. Уствари не, ја те викна за да го Ако, дирамо. нема проблем. Не сакам сувопарни интервјуа. Не сакам, убаво рековте, окршај, пресметка, Па ја, отворено да зборуваме. Отворено зборуваме. Значи Зошто да, сега да... во овој момент Максим Димитриевски, има шанси? во овој момент Максим Димитриевски е актуелен градоначалник кој што пред 2 дена излезе на, мислам дека TV21 беше, Точно. кој што јавно кажа дека очекува поддршка Од својата од партија. Социјалдемократскиот сојуз и дека очекува дека ќе победи за втор мандат. Вие имате и на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, што го спомнате Оливер Илиевски.
и неговите активности што ги прави како директор на водосопанство и што ги прави како секретар на општинското СДСМ. Од друга страна, имате Кој е за вас најдобар избор? Не може сега вака да ви кажам ја кој е за мене најдобар. Најдобар избор за мене и кога ќе видам анкета од сериозна институција која што може да се вика Брима Галуп или не знам на Спасов агенција да се Заборави ви јас како се вика. Да, има ги Значи, неколку се сериозни. Јас секогаш кога сум водел Не мислев за вас кој е најдобар избор. Не, Кого не. би вие кандидирале доколку се слуша вашиот глас во партијата, кого би вие потурнале? Виктор Божиновски. Самиот себе, мислите? Па Или да. има уште некој Виктор Божиновски? Не, самиот себе. Да? Па да. Дали можете? зашто да не? Па зошто кога ве прашав, имате ли аспирации, вие рековте не. Не реков дека нема. Ја кажав дека не Сега сум за сега одлучил. не. Тоа кажав ја, не некој вре. Добро. Кога ќе видам сериозна анкета од агенција кој што е Брима Галуп, од МЦМС, од Кое треба да биде прашањето за анкетата? Но? Како треба да се постави прашање за анкета за да го добиете релевантниот Значи, во одговор? периодот кога беше Зоран Дамјановски градоначалник, значи 3 мандати, особено во првите 2 мандати, ние сме правиле сериозни анкети со по 50 прашања и која ги обработувала главно агенцијата Брима Галуп, која што по мене е најсериозна агенција во Македонија. И тогаш кога сме ги виделе резултатите, тогаш сме одлучувале што и како да правиме. Значи јас сега од овој аспект, од не знам, 8-9 февруари, не знам сега како испада, не можам да ви кажам ако не видам анкета. Ако ми донесете анкета, што ќе каже таа агенција, тогаш може да ви кажам како мислам Добро, дека ве треба да разбрав. се одвива анкета, кампањата. Ве разбрав, добро. Ја не сум ниту против едниот, ниту против другиот, ниту против едниот, ниту за едниот, ниту за другиот. Меѓутоа, мислам дека треба да се водиме на основа ниту на емоции, ниту дали Зоран Заев сака некого или не сака некого, ниту дали Па тоа веќе не се емоции, тоа ќе биде директива. Тоа не се емоции. Добро, него зависи од тоа. Дали мислиме дека едниот до сега 4 години завршил добра работа и мислиме дека некој вториот или третиот уследните 4 години ќе заврши подобра Па работа. тоа и е суштината на моето прашање. Што треба да поседува градоначалник на Градоначалник општина како прво. што е Куманово? Вака, значи градоначалник што мисли да биде, или што мисли да остане, или што мисли да биде. Градоначалник на општина Куманово. Значи прво треба да поседува интегритет. Тоа е една основна работа. Интегритет, дека не може да се меша никој во неговата работа. Иако тука имаме различни видувања со партијата, имало некогаш моменти кога и партијата одлучувала што треба градоначалникот да прави. Јас сум длабоко против таа, иако сум бил председател на партија во време со градоначалник, меѓутоа тогаш градоначалникот не прифаќал се она што ја како председател на партија сум мислел дека треба да биде. Меѓутоа тоа се некои други односи. Ние сме имале, знаете, со Зоран Дамјановски сме биле и роднински поврзани, така да сме имале можност за комуникација, не сме морале да разговараме секогаш во канцеларија на градоначалник. Сега има некои други односи, во последните 4 години имаше разидување помеѓу ставовите на партијата и разидување на ставовите на градоначалник. Ја тука не можам да застанам на средина па кажам овој во право или они биле во право. Сепак партијата го поставила градоначалникот и во одредена мера тој мора да ги почитува. Тој треба да биде послушник. Не ме разбирате. Да. Не разбирате. Токму Значи, спротивното, иронично сум сега, апсолутно да. сметам дека градоначалник има право да постави директор на водовод, директор на чистота, директор на тоа се негови први соработници, секретар на општина, раководители на сектор во општина. Тоа се негови први соработници. А зошто да бидат своји луѓе? Па најчесто и роднински. Зошто јас да сум директорка на некое основно училиште, да речеме, или по вокација, зошто јас да кажам на следниот оглас, викните га тој дете од партија. Имаше една српска изрека, ако се сеќате, ако ви текнува, зошто немало секс во јавните институции? Затоа што сите биле роднини. Да не биде инцест.
Значи сега како да се спасиме од тоа? не може да се спасиме никогаш од тоа да функционираме на ваков начин како што функционира. Ние функционираме по сите европски закони. Кај нас во Македонија е проблем спроведување на тие закони. Не е се проблем закони, законите се одлични. Екзекутивно. Значи законите во Македонија се одлични. Проблем е како ние ќе решиме да ги спроведуваме. Значи ние не можеме парцијално да спроведуваме оно што ни се чини дека е добро, оно што не ни се чини дека е добро, да се јавиме на телефон некаде во Скопје и да кажеме слушај, ова не може да помине. Тоа треба да се ослободиме и како општина, не само како општина, него како општество, како држава. Тоа мора да се ослободиме. Ако појдеме по тој пат, значи ние можеме да очекуваме дека ќе не сватат сериозно и онаму кој што треба да не сватат сериозно и самите граѓани ќе не сватат сериозно. Јас се плашам дека можеби наследните локални избори кои се први, можеби ќе има најмал одзив до сега. Затоа што има луѓе кои што не се задоволни ни од СДСМ, ни од ВМРО, ни од бившиот градоначелник. Значи има. Значи ја не викам дека сите се прави, сите се грешни. Не може така. Релативизирате сега. Не. Сега релативизирате. Баш како што ги Вие водите дискусиите на Facebook. А само овие се кога ќе кажете, многу ме нервирате кога ќе кажете и сметам дека има повеќе потенцијал во вас да не водите дискусија. Тој си е твое мишлење и јас с njega може да се сложу или да не се сложу. Значи, тоа е каква дискусија е тоа? Значи, има прави, има и криви. Па нормално е. Значи, Мислите дека каков заклучок ја се мислите дека ВМРО е се право? Или СДСМ е се право? Апсолутно не, ама не треба тоа да се потенцира. Не. Ама на крајот на краишата, за таа работа, за локални избори, ќе одлучуваат граѓаните на Куманово или во секоја општина ќе одлучуваат граѓаните за нивната општина. Ние може да имаме своје мислење. Не можеме ние да имаме, и тука според мене е проблемот. Ние се претворивме да имаме мислење за се. Значи, секој има мислење за се. Тоа е проблем. Тоа се слагам со вас. Не може секој да разбира све. Према тоа. Тоа се слагам со вас. Сите станавме експерти за се. Па дури и вие понекогаш. Многу се нервирам кога викате како еден бивши и иден функционер на најголемата партија во Македонија може да си дозволи да каже ако не ми покажат на врата негативен PCR тест, нема да ги примам од пописна комисија. Со тоа. Ај само овако да ви кажам. Тврдоглави сте спрема некого од партијата? Не, апсолутно не. Како што му замеруваа на Максим Димитриевски дека отишол дека не бил послушник во времето на корона на тестови. Граѓаните. Ја не му замерувам. Граѓаните. Максим Димитриевски како политичар има право да каже оно што мисли како градоначелник. Зошто покажувате тогаш таква? Ако сте толку тесно поврзани со партиски односи, зошто да покажете таква? Не сме толку тесно поврзани со партиски, значи да не се разбереме погрешно. Значи немате иста идеологија со останатите социјалдемократи. Извинете, јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз од 1994 година. Ма фурате некоја своја идеологија. Од 1994 сум член на СДСМ кога наполни 18 години. Значи ја повише од животот сум член на СДСМ отколку што не сум бил член на СДСМ. Значи никој мене во Куманово не може да ми каже, освен еден мој другар кој што истиот ден се злучаневме и не е битно сега не сакам да го спомнам, дека е повише член од мене. Значи никој не може да каже дека е поголем социјалдемократ од мене во Куманово. Тоа е една работа. Втора работа. Не може ние да живееме на 10 километри од Србија, буквално 10 км од Србија, која што денес објави дека има вакцинирано 600.000 граѓани. Видов. А ние немаме една вакцина примерно. Значи ја не зборувам против влада, не зборувам против СДСМ, зборувам каде е грешката во механизмот на функционирање на Министерство за здравство. Вие автоматски станувате со оваков став популист. А видовте ли што се случи на еден популист, нарцисоиден, полукловен Трамп? Не, значи, популист. Ја ви кажувам дека јас сакам како граѓани на Вие сакате да се додворувате на граѓаните, користејќи ја социјалдемократијата. Не, јас сакам да примам вакцина. И знаете ли колку имате влијание? Колку ви имате влијание, нели, да не кажам инфлуенсерски,
Немој да е инфлуенсерски, тоа е. Не, колку има влијание еден Виктор Божиновски, колку Не има може. една Ивана, може би мало, додека не видам анкета, не признавам. Да, така е. Ако јас изјавам или вие како што изјавивте дека нема да примите без, што значи тоа, дека нема да се попишете? За Па не, Бога, нема да се милога, попишем, па и вие да- тогаш верувате во јудурмата наречена корона. А тоа па е друго прашање. А вие сте портпарол на Левица? Сакате да кажете, Вие сте портпарол на немам Левица, ние, како што вие немате аспирации, така немам ни јас Не. да бидам во политиката, ама повторно многу ќе сакам повторам, Не да... кажав дека немам инспирации, дека немам аспирации. А реков Јас дека немам. се уште не е време. Јас немам, Одлично. ниту да бидам портпарол, макар што би била одличен, за било Не, која се партија. слагам, тоа се слагам со вас. Меѓутоа, јас сакам само едно да ви кажам просто. Не ли е Дека сакам да популистички? примам вакцина. Не може во Србија да напишете матичен број на како се вика, на апликација, да изберете во кој град сакате да примите вакцина и да ви дадат за 2 дена датум и сат во кој треба да примите вакцина за корона. Значи, овдека ја, примив вакцина за грип. Таа беше на располагање, таа ја примив, не е спорно. Видим, некој во Министерството за здравство треба да размисли зашто тоа се случува на 10 километри од нас, а кај нас не се случува. И тоа е проблемот. Треба да размисли. А што ако е намерно? Сега, Не е намерно, тоа апсолутно не е намерно, тоа се тие поново теории на заговор, ја во тоа апсолутно не верувам. Кој? Знаете ли како се викаат теориите на заговор во последно време? Не знам, Трамп пајда. Вистина биле. Тешко. Добро, тогаш што ризикувате со таква објава? И со Ништо не вашата ризикувам. одлука лично Ама што може да не бидете ризикувам? попишени? Јас сум Може ли да ве исфрлат од партијата? не. Не? Зашто? Ја не се косам со одлуките на статут и програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Јас само кажувам во овој момент што прави грешка Министерство за здравство. Ја не кажувам дека прави премиерот, министерот за внатрешни, министерот за транспорт и врски, министерот за... Никој од нив не прави грешка. Некој во структура на Министерство за здравство прави грешка. Значи не е добро изменаџирана кризата со Не е- пандемијата. Не е добро изменаџирана криза со вакцините. Па и со пандемија. Не е исто. Не, апсолутно не е исто. Па и со Значи да не се пандемија. погрешно разбереме, не е исто. Не е исто. Со пандемија... Со пандемија се добри, со вакцина не се добри. Не, со вакцина направи ја грешка, очигледно. Еве го примерот. Значи има и македонски државјани со двојно државјанство кои имат и српско. Кои што веќе се вакцинирани, најблиско е Врање кај нас, кои веќе се вакцинирани во Врање. Дори и мои пријатели. Прашањето за денешното Студио Плюс, прво после одредена пауза, е инверзивно намерно поставено до граѓаните. Зошто нема да се вакцинирате? Што мислите, какви беа резултатите од анкетата? Не знам зашто. Пред да ја нема. видиме. Ја мислам дека е 50-50 сигурно анкетата. Претпоставам дека половина не сака да се вакцинира. Моја претпоставка е, без да ја видам, без да ја знам. Мислам дека тоа е погрешно. Значи, вакцина, без разлика која е, дали е од Pfizer американска, дали е кинеска, дали е руска, не е важно. Па сигурно немат кинези и руси да дават на своји граѓани нешто што не е добро за нивното здравје. Значи, ние со таа и несреќна изјава дека ние сме западно ориентирани према Европска унија и НАТО и треба да земеме Pfizer, тоа не може да се имплементира на вакцина за Тоа и го ваква велам, пандемија. вие укажувате постојано на грешките, на изјавите во грешките, на статусите. Затоа велам, дали ризикувате со тоа што би можело да ви се случи? Да Ништо не не ви ми дадат случи. јавна функција? Па може би тоа, ама ја може и да не побарам јавна функција. Како адвокат супер ми иде. Може да не ви дадат ништо. Ама не може да ве отстранат од партија. Не. Ама ќе ве прогласат. Знаете сега како брзо прогласуваат од сите партии? Апсолутно. Вие ќе бидете закана за апсолутно, јавно здравје. Апсолутно. Вие не ќе сум- бидете не, закана не. за Македонија ако не се попишете. Ја за ова не. Значи, не може да биде закана за Македонија ако не се попишам. Ја кажам што ми се условите. Значи, Ако не ги исполнат условите? кој го не ги исполнува? Еве, замислете си дека вие Па сте... дали ќе пропадне држава ако место април ќе биде у јуни попис? Мислам дека нема да пропадне државата.
А што е, а зошто да биде во, а што би се Па, сменило може со тоа би- што ќе биде само 2 месеца покасно? Па сега, ако имаме 200.000 вакцини, како што најава утре попис Министерството за здравство, тоа се 100.000 граѓани вакцинирани. Значи, јас ако сум во пописна комисија и ако не се вакцинирам, вие нема да ме примите на врата? Да ви кажеме на работа. Моја одлука е да не се вакцинирам. Од кога е почета пандемија, ја не сум отишол кај никого на гости дома, нити некого сум примил на гости дома. Колку сте послушен Нити граѓанин, леле. Ги почитувам препораките на владата. И мислевте дека доколку беше толку смртоносно немаше сите да исподцркаме? Па многу нема. Што ве штити таа маска Божиновски сега, еве, прави, јас не сум ни Значи, вакцинирана. ја ги почитувам прописите кои што се дадени од владата. Добро, имаме сега дистанца и јас ги почитувам Во прописите. ред. Поготово Во ред. откако ми пиша казна за неносење маска, од тогаш знаете како ги почитувам. Супер, секој ден ги почитувам. Во секоја смисла, но Ради дистанца носам... нема научна ради студија дистан- дека и маската штити. Ради дистанцата користам маска за еднократна употреба. Инаку во услови кога се со повеќе луѓе и на, да кажеме, на судење во суд, воопшто секогаш носам N95 маски кои што имаат одредени сознанија дека се најквалитетни маски. Плаќате ли повеќе вода дома сметки откако повеќе миете раци? Чувај Боже. Чувај Боже со ми сметки. Нели? Како да го завршиме овој интервју? Дали ви беше пријатно? Апсолутно. Не се апсолутно. пресметавме, нема што да се Не, пресметуваме. апсолутно. Не, би се пресметале кога би јас била член на вашата партија. Тогаш би се пресметувале така Добро, поостро. не е проблем се. Ама не, јас сум независна, невработена. Како не вработена, вие сте номинар во Телевизија Плюс. Не сум вработена, јас Тоа сум не хонорарен Добро, соработник, хонорарен, и за стручен тоа примам- соработник. И за тоа примате одредено. Ама не сакам да бидам стручен соработник затоа што тогаш би се претворила во оние кои што ги озборувавме досега дека се Тогаш треба да експерти за кажете се. тога треба да кажете на вашиот директор. Не кажувам на никого ништо. Не, да се Треба- пријави за помош, пошто ќе продолжи помош за сите предпријатија. Може ли и- Виктор Божиновски да живее со 14.500 денари месечно? Не, Виктор Божиновски не може да живее со 14.500, но Виктор Божиновски работи и во сабота и во недела. И тоа е разлика мој. Овие што живеат во администрација и работат во администрација, на нели си тешки и 5 дена по 8 часа. На Виктор Божиновски нема тешко и во сабота во недела да иде за канцеларија и да работи. Леле, немојте да отварате нова тема сега Не, за не, административците, добро, па идемо дома дале. што седат, па што никогаш не ни отишле на Добро, работа да еве, сега земаат ќе пари. Еве, слушаме сега ќе појадат. Греота ме за млади људи, Викторе. Греота ме. Греота ме. Имате син на иста возраст со мојот и баш ке ме интересира еден ден со своето гениално знаење од неколку предмети бидејќи одат на исто училиште, слушнав една птичка ми рече таму дека многу е талентиран за многу работи, за математика, за други предмети. Баш ме интересира како ќе го советувате. Што да прави во Уште животот? го советувам да иде на правниот факултет во Скопје. Правници колку сакаша правда нема, Па ама да, му советувате. ја кажав, А правен- после да биде во политика. Ја кажав правен факултет во Скопје. Добро? Значи има разлика. Има. Разбирате што Драстична е сакам да разлика. кажам. Драстична е разлика. Добро. Многу ви благодарам. Ви посакувам добро здравје. Ви посакувам на вистина да ви дојде некоја убава, згодна женска, вакцинирана и да ви покаже негативен PCR тест на врата, да се попишете како македонец, да бидете, Апсолутно, да останете тоа не во е партијата. спорно, тоа не е спорно. Не како Бошко М, тоа го Не, тоа го заклучивме. апсолвиравме. Не требаше волку долго да биде интервјуто на мене ми Мислам беше дека- задоволство. Ама мислам дека на гледачите ќе им биде и оволку долго ќе им биде интересно. Ќе биде, нема ништо да сечеме, да лепиме и да монтираме. И секогаш ќе бидете добредојдени во нашето студио со ова благодарам. исто расположение и со ова иста отвореност за некои пикантни теми, да ги наречеме од Не е нашето проблем. секојдневие. Апсолутно ви благодарам на поканата и во секој време ќе бидам ваш гост.